Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, и покрај целиот фалсификат и масовен подкуп на СДСМ и Зоран Заев со сите притисоци, закани и злоупотреби, ВМРО ДПМН победи во 41 општина, а СДСМ само во 10. Ова значи дека ВМРО ДПМН останува најсилната политичка партија во Република Македонија, а народот испрати јасна порака дека никој не смее да ја погазува неговата волја и се определи за обнова на Македонија, а против криминалот на Зоран Заев и СДСМ. Оние кои криминално владееја, тоа го продолжи и за време на изборната кампања, но и за време на самиот изборен ден во средата. Ваквиот фалсификат и подкуп на гласови направен од СДСМ и Зоран Заев е последица на нервозата и сознанието дека народот не ги поддржува повеќе, ја немаат поддршката на народот. Народот не ги сака затоа што не испорачаа резултати, а донесоа криминал, корупција и неправди. Се тоа фрла темна дамка врз изборите кои се одржаа во средата, а Државната изборна комисија има обврска да ги испита сите сомнежи за неправилности и фалсификување на изборите односно волјата на граѓаните. Дополнително во јавноста предизвика забуна што на официјалниот вебсајт на Државната изборна комисија стоеа податоци кои не кореспондираа со записниците направени од избирачките одбори, но и во однос на нашата евиденција која што имаме. Исто така имаме огромен број на неважечки ливчиња, над 30.000 кои се несвојствени за избори со ваква излезност. А воедно ќе напоменам дека функционери и експоненти блиски до СДСМ јавно водеа кампања да се прешкртуваат ливчиња и лажно тоа го представуваа дека е повик на ВМРО ДПМН. Голем дел од тие ливчиња се гласови за ВМРО ДПМН кои сега се сметаат за неважечки, што значи се поништува нивната волја. Затоа ние ќе побараме како политичка партија рачно пребројување на гласачките ливчиња. Потребно е во овие моменти да се заштити волјата на граѓаните, да се штити демократијата во Република Македонија. Институциите им го должат тоа на граѓаните и затоа мора да го реализираат. ВМРО ДПМН и понатаму останува најголем партнер на граѓаните кој ќе штити нивната волја и права. Благодарам.